Добар ден, јас сум Елица Витанова. Денес имаме час по математика за 9-то оделение. За денес имаме час конструкција на правилни многоаголници. Овој час треба да научите да конструирате правилен шестоаголник, рамностран триаголник, квадрат и осумаголник. За почеток да видиме, да се подсетиме што е правилен многоаголник. Еве, гледате овде, сите страни се еднакви. Што значи тоа? Дека кај правилните многоаголници сите страни им се еднакви, воедно и сите агли се еднакви. Исто така можат овие правилни многоаголници да се впишат во кружница. Што значи да се впишат во кружница? Тоа значи дека сите темиња лежат на кружницата, на некоја кружница. Еве кај шестоаголникот, за да биде впишан во кружница, треба да изгледа вака. Сите негови темиња лежат на некоја кружница. Истото и кај триаголникот можеме да го видиме, значи овој рамностран триаголник, темињата негови лежат на некоја кружница, еве на оваа кружница, и затоа ќе кажеме дека тој е впишан во кружницата или има опишана кружница околу него. Еве да видиме и кај четириаголникот како изгледа и кај осумаголникот кога е впишан во кружница. Ова својство и оваа можност ќе ни користи за полесно да ги конструираме овие 4 форми. Прво да видиме што е цртање, а што е конструкција. Дали овие поими се исти? Не се исти, цртање е едно, конструкција е друго. Значи и двете се цртежи, само што да видиме цртање како се изведува. Значи при цртање се користи линеар, шестар и агломер, само што кај цртањето се користи, можеме линеарот да го користиме заедно со неговата скала, нели изразена во сантиметри и милиметри. Значи при цртањето е дозволено да се мери директно на цртежот. Додека цртеж направен со конструкција, тогаш само линеар можеме да користиме, без користење на неговата скала, значи без бројките, и шестар. Значи само линеар и шестар, тоест не е дозволено мерење директно на цртежот. Па како ќе ги определиме големините на конструкцијата? Значи некоја големина ќе ја ставиме во цртежот кога со шестарот ќе ја измериме, па потоа ќе ја пренесеме на цртежот. Еве ќе видиме сега конкретно кога ќе конструираме правилен шестоаголник. Имаме за задача да конструираме правилен шестоаголник со страна 3 см. Значи конкретно ни е дадено овде барање страната на шестоаголникот да биде 3 см. Значи како ќе поставиме? Го отвараме шестарот и мериме од линеарот 3 см, значи радиусот на кружницата во која што ќе биде впишан, ќе биде 3 см. Еве како ќе изгледа оваа конструкција, значи од линеарот мериме 3 см со шестар и цртаме кружница. Мораме да напомнеме со истиот отвор на шестарот, значи не смееме да го менуваме отворот на шестарот, значи шестарот отворен на 3 см, ја делиме кружницата на 6 еднакви делови. На кој начин? Значи, ја сечеме кружницата еднаш, цртаме кружен лак, потоа уште еднаш, каде што ќе се пресечат, го боцнеме шестарот и се така додека не ја најдеме и последната точка. Овде веќе за проверка да видиме дали ни се совпаѓаат првиот и последниот кружен лак. Значи, еве сега кружницата ја поделивме на 6 еднакви делови и ќе ги поврзиме пресеците, кои што се темиња на шестоаголникот, и еве веќе наједноставната конструкција ја имаме. Проверка дека страната е 3 и оваа страна е 3. Еве ќе видиме сега тука и оваа страна дека е 3.
навистина добивме шестоаголник на кој сите страни му се еднакви, така да нашата конструкција сега е завршена. Сега ќе одиме наредно да видиме конструкција на рамностран триаголник. Како се изведува конструкција на рамностран триаголник? Многу слично како кај конструкција на правилен шестоаголник, само деталите ќе ги видиме сега наредно. Цртаме пак кружница, овој пат нека е произволна, со произволен отвор на шесторот и пак ја делиме кружницата на ист начин како кај шестоаголникот на 6 еднакви делови. Значи пак ја поделиме кружницата, ќе добиеме 6 точки, само што сега сите 6 не ги поврзуваме, туку ќе поврзиме преку една. Ќе ги поврзиме преку една. Овие, еве, ја поделивме кружницата. И сега овде оваа точка со оваа ќе ја поврзиме преку една. Значи ќе ја поврзиме оваа со оваа точка. Едната страна на триаголникот, еве ја и другата и третата страна. Сега ќе провериме дали навистина сите три страни се еднакви. Еве едната страна 5 см. Ќе го завртиме линијарот. Еве и другата страна 5 см, се уверивме. Ќе провериме сега и за третата страна. Што мислите, ќе биде и таа 5? Еве ја 5 и таа. Значи, се докажавме дека добивме рамностран триаголник. Сега ќе видиме конструкција на квадрат. Квадратот ќе го конструираме пак со помош на кружница, само што сега кружницата нема да ја делиме со кружни лаци, туку ќе ја поделиме со еден диаметар и со неговата симетрала. Еве како изгледа тоа. Цртаме произволна кружница и потоа цртаме еден диаметар на кружницата. Диаметар, да се подсетиме, беше отсечка која минува низ центарот на кружницата. Тоест тетива, нели, најголемата тетива. Цртаме симетрала на овој диаметар. Симетралата ја конструираме, тоест, значи не ја цртаме, ја конструираме, го забодуваме шесторот во едниот крај на диаметарот и правиме кружни лаци, потоа во другиот крај на диаметарот ја добиваме симетралата. Симетрала на отсечка, нели, минува низ средината на отсечката и е нормално на неа, така да сега со оваа симетрала ги добивме и останатите две темиња. Ова е едно теме и ова тука од пресекот се другите две темиња и еве го квадратот е веќе конструиран. Значи, што направивме? За да се увериме навистина дека аголот е 90 степени, го поставуваме агломерот и гледаме навистина дека добивме 90 степени и сите други агли исто така се 90 степени. Значи, како беше конструкцијата? Цртаме еден диаметар, потоа ја конструираме симетралата на тој диаметар, ги добиваме и другите две темиња и потоа ги поврзуваме и еве го квадратот. Сега наредно уште ќе конструираме осумаголник. Еве гледате овде веќе
имаме конструирано еден четириаголник. Овој ќе ни користи за понатаму да продолжиме со конструкцијата и да конструираме осумаголник. Значи, после конструирањето на квадрат, продолжуваме со конструирање на осумаголник. Еве, веќе јас го имам конструирано квадратот. Сега, како ќе постапиме? Имаме 4 овде темиња. Треба да најдеме уште 4. Овде, овде, овде и овде уште 4 темиња. Како ќе ги најдеме прецизно овие темиња? Секако, нели, како што беше претходно со симетралите, со симетралата на едниот диаметар, на еден диаметар на кружницата, сега ќе конструираме симетрала на две од страните на квадратот. Еве, јас ја одбрав на оваа страна ќе конструираме и на оваа страна ќе конструираме симетралата. Хајде да видиме како изгледа тоа. Конструираме симетралата и го отвараме шестерот повеќе од половината. Ги цртаме кружните лаци. Го забодуваме во другото теме и го цртаме и другиот кружен лак и еве ни се пресеците. Ги поврзуваме и еве симетралата со пресекот на кружницата ни дава уште две темиња на осумаголникот. Сега конструираме симетрала на оваа страна на квадратот, пак го отвараме шестерот повеќе од половината. Цртаме и таму, тоест конструираме симетрала. Еве тука, кај мене не се пресекува на првиот пат, сега го вратив шестерот и го имаме пресекот. И еве ги 8 темиња. И сега ќе ги поврзиме темињата и ќе го видиме осумаголникот. Еве го осумаголникот, на кој што сите страни му се еднакви. Осумаголник впишан во кружница. Јас се надевам дека овие видеа ви помогнаа за да научите како да конструирате осумаголник, шестаголник, квадрат и рамностран триаголник. И сега вие во вашите тетрадки по можност без линии конструирајте барем 2 пати од овие фигури, значи по 2 пати, и враќајте го видеото да видите каде имате нејасноти, конструирајте по 2 од овие фигури. Благодарам на вниманието.